Бојан Стојановски, почитувана јавност, почитувани присутни, што би рекол колегата Љупчо Пренџов, нов ден, ама не со нови задолжувања, туку, за жал, приморани сме со нови процедурални. Зошто? Затоа што вчера целата 34-та седница на Комисијата за финансирање и буџет, која што беше закажана за од 12 часот, почна во 14:30, заврши негде после 18 часот, измина само со процедурални белешки. Повеќето беа од страната на пратениците на опозицијата кои што имаат можност за процедурални забелешки на Комисијата за финансирање и буџет, а нашите процедурални забелешки се однесуваа на тоа што навистина беше невозможно во текот на вчерашниот ден да можеме да ги следиме закажаните активности, кои што нели јавно беа објавени на веб страницата на Собранието, но за жал истото се случува и денес. Па така, заради јавноста, ќе ја прочитам агендата за работа и активностите на Собранието на Република Македонија за денот денес вторник, 8 февруари 2022 година. Па имаме во 10 часот сала Борис Трајковски, седница број 34 на Комисија за финансирање и буџет со 3 точки на дневен ред. 10:15 сала Борис Трајковски, седница број 16 на Комисија за финансирање и буџет, на која што имаше вкупно 32 точки, преостаната е последната. 10:30 сала Борис Трајковски, седница број 17 на Комисија за финансирање и буџет, на која што од вкупно 10 точки на дневниот ред, преостанати за дискусија се 9 точки кои се што се со втори читања и кои што се усогласувања на тие закони со законот за прекршоци. 11 часот иста во оваа сала Борис Трајковски, закажана е седница број 37 на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците со 3 точки, каде што имаме точка број 1 годишен извештај за работата на Советот на јавни обвинители на Република Македонија 2020, годишен извештај за работата на јавните обвинители на Република Македонија 2020 и извршување, односно извештај за како беше за судскиот буџет. Во 11 часот на веб страницата стои надзорна посета на Комисијата за надзор на работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Денес таа посета ќе се одвива во просториите на Агенцијата за разузнавање. И во 12 часот, сала 6, свикана е седницата број 10 на Комисијата за економски прашања со 3 точки на дневен ред, на која што е отворена втората точка и пријавени се за збор преку 20 пратеници. И сега што правиме? Повторно имаме еден вештачки активизам во ова собрание, каде што е невозможно присуство на сите пратеници. Повторно ќе морам да го споменам нашиот колега, Љупчо Пренџов, кој што доаѓа од нашиот помал коалиционен партнер и за разлика од вас, нас помалите коалициони партнери ни се многу битни. Сметам дека можеби токму неговото отсуство вам ви одговара, бидејќи знаете како тој постапува на комисиите за финансирање и буџет, па би рекла денес буквално за колегата Љупчо Пренџов со телото моментално можеби се наоѓа во Агенцијата за разузнавање, паметот му е во Комисијата за финансирање и буџет, а душата во политички систем. Значи, ова е невозможна ситуација, ова што го правите е класична блокада, би рекла, од ваша страна, значи сами себе се блокирате, за да не може да се профункционира. Некоја која види веб страницата ќе рече да, многу е активно собрание во толку седници, а во суштина никој никаде не може да присуствува и квалитетно да учествува со искажување на свое мислење или, не дај Боже, свој став. Вчера исто така се дебатираше по однос на тоа кои се битни закони, кои имаат приоритет, кои колку долго чекаат и се заглавени во ова собрание. Јас ќе ве потсетам еве денес, за да не би се повторувала, да не испадне дека е реприза на вчерашниот ден, ама очигледно е, бидејќи така продолжувате со закажаните активности. Ќе ве потсетам на она што се чека од страна на претеничката на група на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Тоа беа едни интерпелации кои што се
веќе безпредметни, бидејќи тие министри или ги изротираа ресорите или веќе не се министри. Понатаму имавме барања за информации за кои што се сега можеби уште поактуализирани кога би се отвориле, например за тутунарите имавме барање за информација, за лозарите, имавме барање информација за актуелната состојба во здравството, имавме барање информација за она што се случи во Тетово, никој веќе не го спомнува, мислите дека ако Филипче го елиминиравте од Министерството за здравство, дека ќе се заборават сите негови криминали и трагедии кои што ни се случија заради неговото нефункционирање. Значи, остануваат многу неотворени теми и да, тука сме да разговараме за сите нив, ама на ваков начин. Не можеме, ако вие во исто време ни свикувате седници и во иста сала или во различна сала ист термин, навистина е неизводливо. Реков, јас вчера ја споредив собранискава активност со серијалот Клони. Воопшто не погрешив, бидејќи буквално пратениците треба да се клонираме, за да можеме да присуствуваме онаму каде што навистина сметаме дека треба да присуствуваме. Актуелни теми има безброј, актуелни случувања исто така, за жал од страна на власта, ама апсолутно не постои ниту иницијална каписла за барем од нешто да се почне, ама кога велам да се почне навистина сериозно и квалитетно. А не закажани 3 комисии на комисијата, 3 седници на Комисијата за финансирање и буџет на растојание од 15 минути и на нив треба да се дебатира за битни закони, за кого како, ама секој закон е битен за одредена категорија на граѓани или би рекла некој закони буквално за сите граѓани во Република Македонија. Како да излеземе од овој ќорсокак, јас ви кажав, единствено решение е председателот да ја свика Комисијата за прашања на избори и именувањата, каде што нели знаеме дека функционираме без председателот после локалните избори, да ја свика таа комисија со единствена точка на дневен ред, нели до комплетирање на, како што кажав, 15 вкупно собраниски комисии на кои што им недостига или председател, или член, или замени член. Друго решение нема. Колку и да закажувате вие вака седници во еден ден со исти термини, различни места или со исти места, а термини на 15 минути, значи не може. Неизводливо е ниту физички, ниту било како поинаку. Не може да имаме квалитетна дискусија и да донесеме квалитетен закон ако вака функционираме. И би го споменала, за да не биде мојата денешна процедурална забелешка идентична на онаа вчерашната, буквално е идентична, затоа што за идентичен процедурален прекршок разговараме. Би го споменала она решение кое што го има подпишано господинот Талат Џафери за свикување на денешните 3 седници на Комисијата за финансирање и буџет, каде што стои ќе се премине на седницата број 16 на Комисијата за финансирање и буџет после завршувањето на 34-та седница на Комисијата за финансирање и буџет, која што е свикана за во 10, а ова за во 10 и 15 часови. Јас навистина не знам научна фантастика да можеме овде да изрежираме, како може оваа комисија со 3 точки, едната многу битна за некоја политичка партија, да ја завршиме за 15 минути и условот е кога таа седница ќе заврши, тогаш може да се отвори наредната седница во размак од 15 минути. Ете затоа ова собрание е толку непопуларно, толку неквалитетно во носењето закони, затоа што од страна на власта не ни се овозможува квалитетно да дебатираме, да си ги сочуваме аргументите и конечно да дојдеме до едно решение кое што не е реткост овде да било и заеднички поддржано, доколку сме се сложиле во некои работи, но за да се сложиме или да дојдеме до некој барем приближен став, ние навистина треба да дискутираме, да дебатираме, а не еве само со процедурални ова седница на Комисија за финансирање и буџет втор ден да ја започнуваме. Зошто? Затоа што реално се кршат процедурите во ова собрание. И точно е дека овој деловник, чишто процес на менување е исто така закочен,
Нема многу работи допрецизирано, но тие недопрецизирани работи не треба да се злоупотребуваат. Туку треба да се изнајде на вистина најкорисниот метод да излеземе од овој чорсокак. Излезот е, колеги, и почитувана јавност, само да се свика седница на Комисијата за избори и именувања. Седница на која што ќе се решат најгорливите прашања за нормално функционирање на ова собрание, а тоа е на 15 комисии да се дополнат местата кои што се испразнети со членови или заменици членови и на 3 комисии да се назначат нови председатели на истите. Во спротивност, џабе е свикување на седници и џабе е се. Џабе се трудите сега распоредот на собранието на Република Македонија да биде препон со закажани седници, а во суштина ниту една реално не може квалитетно да биде ниту започната, ниту завршена. За четврток имаме закажана пленарна седница. Ја не знам како воопшто мислите вака да функционирате, велејќи дека оваа влада е сигурна, стабилна и дека до 2024 година никој ништо не им може. Самите не можете во парламентов да се снајдете, а не пак нешто повеќе да се направи за граѓаните и за оние кои што навистина тоа од нас го очекуваат. Значи проблемот, односно решението на проблемот барем за тука во собранието лежи од страната на власта, која што, како што реков, треба да иницира кај председателот на ова собрание да ја свика Комисијата за избори и именувања со една точка на дневен ред, а тоа е распределба на членови, заменици членови и председатели по комисиите каде што тоа е неопходно. Во суштина, со Комисија за финансирање и буџет, која што ни е без председател и која што мора да биде свикана на ваков начин, но еве гледате со ултиматум, една седница ако не заврши не може да се преде на друга, апсолутно не можеме да функционираме. Значи, сега сме во стадиумот, како што напомена вчера, од пасивизација, сега сме во стадиум на некоја вештачка или хибридна активизација на ова собрание, затоа што има закажани седници, но реално тие не можат да функционираат онака како што треба и онака како што пратениците имаат капацитет да учествуваат во сите. Колегата Љупчо Пренџов не може да присуствува денес ниту на Комисијата за финансирање и буџет, ниту на Комисијата за политички систем, а знаете дека тоа навремено и како што тоа деловникот го бара, го има направено со известување испратено до председателот на собранието уште од 2 февруари за денешниот ден, а за вчерашниот ден уште од 1 февруари. Заедно со него е нашиот колега Зоранчо Јованчев и двајцата членови на Комисијата за финансирање и буџет, така да апсолутно не гледам никаква надеж дека денес ние нешто можеме да направиме. Можеби да можеме да преидеме на останатите 2 закажани седници, но условот е прво да биде завршена оваа 34-та, а таа реално не може да биде завршена затоа што од страна на нашата пратеничка група недостасуваат пратеници кои што и тоа како ни се потребни за да се дискутира по однос на 3 точки кои што се ставени на дневен ред на 34-та седница на Комисијата за финансирање и буџет. Апелирам за разум, и тука апелот се однесува и до колегата Бојан Стојановски,